Гоце Делчев е роден на 4 февруари 1872 година во градот Кукуш. Во тоа време Македонија е дел од Османлиското царство. Неговиот татко се викал Никола Делчев, занаетчија, човек со силно чувство за правда и ред. Мајка му, Султана Делчева, била столб на семејството. Во незиниот дом се негувале труд, дисциплина и достоинство. Основното образование Гоце Делчев го започнал во Кукуш. Подоцна продолжил во Солун, во Солунската машка гимназија. Таму се запознал со напредните идеи на своето време. Во 1891 година се запишал на военото училиште во Софија. Неговата цел не била кариера, туку знаење што ќе му служи на народот. Поради политичките убедувања бил исклучен од училиштето. Овој настан го определил неговиот животен пат. По напуштањето на училиштето, Гоце Делчев станал учител. Работел во Штип, во Ново село, во Битолскиот регион. Учителството за него било средство за будење на народната свест. Образованието го сметал за основа на секоја слобода. Во 1894 година се вклучил во Македонската револуционерна организација. Неговата идеја била јасна: автономна Македонија како политичка рамка за слободен развој на народот, без верска и етничка дискриминација. Гоце Делчев бил еден од главните организатори на внатрешната мрежа, комитети, чети, строга дисциплина, јасни правила. Учествувал во изработката на уставот на организацијата, барал високи морални стандарди. Револуционерот морал да биде пример, а не извор на страв меѓу населението. Познат е поставот дека светот треба да се разбира како поле за културен надпревар меѓу народите, а не како простор за нивно уништување. Бил предпазлив кон идејата за прерано востание. Сметал дека неподготвен народ плаќа највисока цена. Организацијата морала прво да зајакне. На 4 мај 1903 година, во селото Баница, Гоце Делчев загинал во судир со османлиската војска. Неговата смрт се случила неколку месеци пред Илинденското востание, но неговата идеја продолжила да живее и да влијае врз понатамошниот тек на македонската борба. Гоце Делчев припаѓа на редот личности чие значење не се исцрпува со времето во кое живееле. Тој не беше само учесник во една историска епоха, тој беше нејзин мислител. Во услови на политичка подчинетост и длабока општествена несигурност, Делчев ја формулираше идејата за автономна Македонија како рационален и праведен политички проект. Неговото дејствување ја обединуваше мислата и акцијата, просветителството и организацијата, моралот и дисциплината. За него, слободата не беше момент на востание, туку процес на зреење на народната свест. Затоа неговото дело не може да се сведе само на револуционерна активност. Тоа представува темел во развојот на современата македонска политичка и национална мисла. Делчев не остави завршена држава, но остави јасна насока. Насока во која достоинството, одговорноста и слободата се неразделни. Оттаму, Гоце Делчев останува трајна референца во историската меморија на македонскиот народ. Не како символ на минатото, туку како критериум за иднината.